Легендарниот возач на Формула 1 Михаел Шумахер повеќе од една деценија е енигма за светската јавност, но во тој период се појави за прв пат. Како што објави германскиот Билд, постои можност Шумахер да бил на свадбата на својата ќерка Џина. Џина Шумахер, ќерката на легендарниот Михаел, во саботата на Мајорка се омажила за својот долгогодишен партнер Иан Бетке. Церемонијата се одржала на шпанскиот остров во луксузна семејна вила, чија вредност се проценува на повеќе од 30 милиони евра, која Шумахер ја купил од Флорентино Перес, претседател на фудбалскиот клуб Реал Мадрид, пренесува Daily Mail. Анџелина Џоли се откажа од тужбата против FBI по 2 години истрага за наводниот инцидент за малтретирањето меѓу неа и нејзиниот поранешен сопруг Бред Пит. Според судските документи, до кои дојде Пејдж Сикс, 49 годишната актерка поднела барање за отфрлање на случајот на 25 септември. FBI наводно започна истрага за физичката пресметка на Пит, во која биле вмешани Анџелина и нивните 6 деца во приватен авион во 2016 година. FBI покрена истрага по анонимна дојава, но таа беше затворена на 22 ноември 2016 година. Анџелина поднесе барање за развод неколку дена подоцна. Поред странските медиуми, Анџелина поднела тужба во април во 2022 година, повикувајќи се на Законот за слобода на информации и побарала информации за истрагата на FBI за инцидентот со семејното насилство во која како жртви и сведоци биле вклучени тужителката и нејзините малолетни деца. Сенки во облаците е насловена изложбата на сликарот Емил Шулајковски, која ќе се отвори на 1 октомври во 20 часот во Чифте Амам, објектот на Националната галерија на Македонија. Со оваа изложба авторот обележува 30 години творештво. Изложбата е составена од 5 одвоени циклуси, создадени во периодот меѓу 2022 година и 2024 година, при што доминираат слики од 2023 и 2024, но се представени и неколку дела од 2019 година со издвоени наслови: Градина на задоволствата, Трансформација на символите, Рефлексии на моментот, Виор во мислите и Сенки во облаците, изведени во техниките масло и акрил на палакно. Драмски театар Скопје од 15 до 20 октомври ќе биде домаќин на третиот меѓународен театарски фестивал Рута. На сцената Ристо Стефановски во Драмски театар Скопје публиката ќе може да ги проследи 6 представи на театрите од регионот. Во фестивалската програма ќе играт представи и копродукции од сите членови на Регионалната унија на театри, Београдско драмско позориште од Србија, Камерни театар 55 од Сараево, Босна и Херцеговина. Од Хрватска гостуваат казалиште Улисис во копродукција со театорот Гавела од Загреб. Месното гледалиште Љубљана од Словенија настапуваат со представа работена во копродукција со Београдското драмско позориште. Со своји представи од годинешнава продукција настапуваат и Градското позориште Подгорица и Драмски театар Скопје.